Добар ден и од мене, само малку ќе се надобрзам она што веќе министерот го кажа. Значи, со ребалансот ги објасни каде ќе бидат проектирани, односно каде и за што се наменети овие средства и дека во вторникот веќе беше активен новиот буџет. Ние само за 2 дена исплативме 194,75 милиони денари за мерките кои што се однесуваа, како што каже и министерот, за предадено овче, козје и кравје млеко и за предадената оризова арпа. Во изминатиот период тековно си одеа исплатите, иако како што кажав 36 беше законскиот рок за исплата, овие сите дополнителни мерки пошто се накнадно воведени, одиме со нивната исплата и така да за овошните култури предадени во преработувачките капацитети исплатени се 75 милиони денари на 1460 лица, само за јаболкото од ними беа 39,5 милиони денари. Исто така за другите овошни култури исплативме и вкупно 115 милиони денари. Што се однесува до дополнителната мерка за грозјето, знаете, беа исплатени 6240 лица со 66,2 милиони денари. Исто така со овие дополнителни плаќања ние се трудиме да се она што беше како елементарна непогода или како тешки услови на пазарот, тешка година, да се намалат загубите на земјоделците. Паралелно со ова, знаете, воведовме и мерката зелена нафта и можам да кажам дека гордо до ден денес, до овај момент, веќе земјоделците наточиле гориво за нивната земјоделска механизација од 71,6 милиони денари. Тоа покажува дека навистина ова мерка ја погодивме со тоа што веќе се доставени до подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 50.500 персонализирани картички, наредните како земјоделците ќе се стакнуваат со право, ќе се достават, ќе се изработат и достават, ќе може да си ги користат во овој период. Исто така, кога сме кај овие целокупни плаќања, морам да нагласам дека ова влада посветено работи на поттикнување и развој на земјоделството, не само со тоа што од 1.6. до денес имаме исплатено 314,5 милиони евра или 19,4 милиарди денари. Ваква исплата, мора да признаат сите, дека само за 2 години и не цели 5 месеци никогаш не бил. Дека сме посветени на развојот на земјоделството. Исто така е имплементацијата и на ИПАРД програмата, која во овој момент искористеноста е за сега рекордни 37%. Знаете дека во цел програмски период на ИПАРД 1 искористеноста беше 17%, ние во овој момент имаме веќе искористеност на 37% од ИПАРДот или исклучени се 1017 договори во вкупна вредност од 29,5 милиони евра. Завршени и исплатени проекти до овој момент имаме 710, односно повратени се свеж капитал во нашиот агросектор од 8,8 милиони евра. Тоа кажува дека и со националните програми и преку ИПАРД програмата навистина посветено работиме на развојот на цел агросектор. Благодарам.